Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Архимандрит Нектари, игумен на манастирот Свети Наум, добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски. Годинава 4 добитници на Свети Климентовата повелба. Отворен ден во дневниот центар за раци во Охрид. Дел од хотелите нема да работат за новогодишните празници, велат од хотел. Охридската градска библиотека Григор Прличев прогласена за библиотека на годината. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени и кратки сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во сабота над Апенинскиот полуостров, како и на север на Балканот, врнежи од дожд. Во областа на Алпите врнежи од снег. Услови за локални врнежи од дожд се очекуваат и во западните предели, а во крајните североисточни предели врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе превладува умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. Во северните и приморските предели со врнежи од дожд, а на ридско-планинските предели и на планините со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 17 степени. Во Македонија во утринските часови појава на магла, која што во одделни котлини ќе се задржи и во предпладневните часови. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно, ветровито и свежо време. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од -1 до 7 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 7, односно до 12 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно, ветровито и свежо време. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната до 10. Во недела во Охрид ќе преовладува облачно време со слаби врнежи од дожд и дневна температура до 10 степени. Во понеделник претежно облачно и свежо со максимални 10 степени, а во вторник умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 7, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Данкат, ваш партнер, село Мистрешево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Архимандритот Нектари, игумен на манастирот Свети Наум Охридски, е годинешен добитник на највисоката општинска награда, патрон на градот Свети Климент Охридски. Охрид му оддава признание на архимандритот Нектари за неговото залагање за возобновување на манастирот, кој прераснува во еден од најголемите духовни и културни бисери во Европа, за помошта на верниците, за промоција на македонската црква и на културниот и верскиот туризам на Охрид во светски рамки, истакна градоначалникот Кирил Пецаков на денешната пресконференција. Архимандритот Нектари е добитник на највисокото општинско признание наградата Свети Климент Охридски, патрон на градот за 2022 година. Игуменот на манастирот Свети Наум Охридски ја добива наградата за животно дело за врвни достигнувања во општествениот живот, кои се од особено значење за општина Охрид, кои имаат голем придонес во нејзиниот развој, напредок и севкупна афирмација во Република Македонија и светот, истакна градоначалникот Кирил Пецаков. Земајќи го во предвид предлогот на стручната комисија и општо познатите факти за долгогодишните остварување и врвни достигнувања за време на неговиот повеќе децениски монашки чин во манастирот Свети Наум Охридски во Охрид, за неговото несебично залагање за возобновување на манастирот, кој прераснува во еден од најголемите духовни и културни бисери во Европа, за неговата истреност во верата и помошта на верниците, за промоцијата на македонската црква, вера и промоција на културниот и верскиот туризам на Охрид во светски рамки, како и за севкупна афирмација на Охрид во Република Македонија, секако и во светот. Владиката Нектари повеќе од 4 децении е монах и духовник на свештенството во Дебрско-Кичевската епархија, како и на многобројниот верен народ на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Редактор е на годишниот црквен алманах Свети Климентово слово, кој се публикува од 1990 година па се до денес. Исто така учествува во превод на повеќе богослужбени книги кои денес верниците во храмовите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија ги слушаат на македонски јазик. Тој е и лектор на повеќе од 100 наслови кои се издадени од издавачката установа при Дебрско-Кичевската епархија. Со несебичното залагање на архимандритот Нектари започнува целосната преродба на манастирот Свети Наум Охридски. Извршени се низа градежни зафати и за изградба на нови манастирски конаци, камбанари, параклиси, како и за уредување на сите црковни објекти. Извршено оплеменување и партерно уредување на целиот манастирски комплекс. Благодарение на неговите заложби во изминатите 30 години, манастирскиот комплекс целосно го промени својот изглед, прерасна во прекрасен духовен центар на Охридското езеро, вреден за восхит и огромна почит. Градоначалникот Пецаков од свое лично име од името на граѓаните на Охрид упати искрени честитки до владиката Нектари, добитникот на наградата, со желби за добро здравје и успешна служба уште многу лета. Четворица добитници на повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски, одлуката на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија во името на Советот на општина Охрид ја соопшти Наум Јавандиев. Димче Каневче за неговата добротворна работа и спроведените хуманитарни акции за помош на социјално загрозените семејства. Летка Филипова за незините неуморни хуманитарни и општествени трудови за помош на многу социјално загрозени семејства и поединци. Незиниот придознес е значаен за воведување на Бадниковата поворка за навестување на Христовото раѓање. Сдруженијето за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите, СОС Балкан Медија Охрид за реализација на повеќе проекти за помошка и поддршка на лицата со телесен инвалидитет. Сдруженијето за мултикултурна интеграција инклузија од Охрид за многобројните спроведени проекти наменети за квалитетот на животот на младите луѓе, за развој на младинската свест, за потикнување на младинскиот активизам и за соработка помеѓу младите етнички заедници во Охрид и Македонија. 2 децении постоење бележи Дневниот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Зраци Охрид. По повод денот на лицата со посебни потреби, граѓаните имаа можност да се запознаат со нивните активности за осамостојување на корисниците кои активно продолжуваат по ковид паузата.
Дневниот центар успешно ги надминуваше предизвиците во работењето низ годините. 20 години постоење одбележува Дневниот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Зраци Охрид. Денес, по повод денот на лицата со посебни потреби, во центарот беше организиран отворен ден. На тој начин, по ковид паузата, повторно се продолжува со истиот концепт на работа, односно со активностите за осамостојување на корисниците, вели Зоран Костадиновски, дефектолог во Дневниот центар. Тој е задоволен од состојбите во Дневниот центар и потенцира дека никогаш не бил во подобра кондиција. Можем да кажем дека Дневниот центар веќе неколку години уназад е во добра кондиција, благодарение на локалната самоуправа, затоа што финансирањето на Дневниот центар е во рацете на локалната самоуправа, така да после подолго време можеме да речеме дека можеме да размислуваме и за долготрајни програми кои што секако ќе бидат видливи. После двегодишниот период на пандемија, кој во еден период ја прекина работата на центарот, а потоа ја измени работата со примена на мерки и протоколи, конечно секојдневието на штитениците и вработените се врати на познатата рутина. Центарот Зраци сега е подготвен за семејствата кои што имаат лица со интелектуална попреченост, доколку имаат интерес за згрижување. Костадиновски упати и апел до сограѓаните во врска со еден навидум банален проблем, но кој им го отежнува функционирањето. Ама искрено ќе ги замолам да внимаваат на паркирањето пред вратата на Дневниот центар, затоа што не е едноставно лице кое што е тешко покретно, не е доволен само пролаз за онако, него целиот простор да биде слободен за родителите кои што ги носат и кои што ги земаат децата. Верувам дека често пати тоа се случува и од невнимание, не намерно, али еве ќе ги замолам искрено ги молам да внимаваат, да не паркираат пред влезот во Дневниот центар. Дневниот центар е сместен во просториите на основното училиште Братство единство Охрид, екипиран со 2 вработени лица, дефектолог и социјален работник, чии услуги ги користат 15 лица. Викендов 3 и 4 декември отворени денови на општина Охрид. Во периодот од 11 до 14 часот сите граѓани ќе имаат можност да се запознаат со тоа што има локалната власт предвидено во буџетот за 2023 година и истовремено да ги презентираат своите идеи, предлози и решенија во врска со трошењето на буџетските средства во престојната година. На отворените денови присутни ќе бидат градоначалникот Кирил Пецаков, председателот на Советот Сашо Дунев, секретарот на општината Александар Китески, раководителите на сектори и оделенија од локалната самоуправа, директорите на јавните претпријатија и дел од советниците во Советот на општина Охрид. Советот на општина Охрид на седницата одржана на 28 ноември ги донесе нацрт програмите и нацрт буџетот за 2023 година. Истиот ден, нацрт документите се објавени на веб страната на општина Охрид и се ставени на јавен увид во траење од 10 дена. Сите буџетски корисници, сите навладини организации и здруженија на граѓани, како и сите заинтересирани физички и правни лица, своите предлози и забелешки по нацрт документите можат да ги доставуваат до стручните служби на општина Охрид. Општина Дебрца го започнува процесот за креирање на новиот буџет за 2023 година. Од општината ги повикуваат граѓаните и граѓанските организации да се вклучат при креирање на буџетот со идеи, предлози и сугестии, пополнувајќи го соодветниот формулар кој е објавен на веб страната на општината. Посочете ги клучните проблеми и предлози за вашата местна заедница, со цел локалната самоуправа да добие појасна представа за потребите на граѓаните во сите местни заедници, велат од општина Дебрца. Во понеделник 5 декември ќе биде одржан и отворен ден со почеток во 10 часот во конгресната сала во општина Дебрца, каде поканети се председателите на местните заедници и сите граѓани на општина Дебрца да земат учество во креирањето на буџетот за престојната година. Двојно помал интерес за новогодишните празници на Охридското крајбрежје. Голем дел од хотелите се веќе затворени, дел од нив нема да отворат ниту за новогодишните празници. Според туристичките работници, енергетската криза се покажа полоша и од корона пандемијата.
Двојно помали интересот за новогодишните празници на Охридското крајбрежје. Според анализите на Хотелската асоциација, за разлика од минатите години, голем дел од хотелите не се ниту половично букирани. Тоа се должи на економската и енергетската криза, поскапувањето на аранжманите за 40 до 50%, но и намалената куповна моќ на туристите. По некои проценки излегува дека оваа година ќе имаме половично гости што сме имале минатата година, што тоа не е добар знак за овие празници. Сето тоа се должи на поскапување на електрична енергија, поскапување на плати, поскапување на сите артикли и производи. Голем дел од хотелите се веќе затворени. Дел од нив нема да отворат ниту за новогодишните празници. Во моментов може да се каже дека половина капацитети на Охридско-Струшката ривиера се веќе затворени или ќе затвараат до крајот на месец декември. Ќе бидат неколку што ќе организираат новогодишен дочек, и тие неколку имаат проблем нели да добијат добра исполнетост, тоест да бидат полни за новогодишните празници. Според туристичките работници, енергетската криза се покажа полоша и од корона пандемијата. Ако до лани еден 3-дневен новогодишен аранжман чинел околу 150 евра, годинава цената поради инфлацијата е 250 евра. Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид прогласена за библиотека на годината. Признанието доаѓа од страна на Библиотекарското здружение на Македонија. Стигнавме до признанието Библиотека на годината во категоријата на национални установи од областа на библиотекарството. Ангажманот на сите колеги и излегувањето од комфорната зона го донесе успехот препознаен од колегите членови на комисијата. Библиотеката е нашиот втор дом, а читателите се нашето пошироко семејство. Од срце ви благодарам на сите, напиша на социјалните мрежи Милчо Јовановски, директор на Националната установа Библиотека Григор Прличев Охрид. Јовановски додава дека нивната гордост е поголема, бидејќи признанието стигна во годината кога одбележуваат 7 децении откако библиотеката го носи името на поетот и преродбеник Прличев. Признанието на библиотеката ќе биде доделено на 7 декември во Национална и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Состојбите во охридските јавни предпријатија тема на вечерашното издание на емисијата Прашалник со Сонја Рилковска. Гости са Маријан Ристевски, директор на јавното предпријатие Водовод, и Теодор Андоновски, директор на јавното предпријатие Билјанин извори. Прашалник следува веднаш по Дневников. А во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Американскиот председател Џозеф Бајден изјави дека не планира наскоро да разговара со рускиот колега Владимир Путин, но е подготвен да разговара со него, доколку тој покаже интерес за завршување на војната во Украина и само по консултација со сојузниците во НАТО. Немам непосредни планови да разговарам со Путин, рече Бајден за време на заедничката конференција во Белата куќа со францускиот колега Емануел Макрон. Бајден сепак додаде дека е подготвен да разговара со Путин, доколку тој има интерес да најде начин да стави крај на војната. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денес изјави дека Северноатлантската алијанса нема да биде вовлечена во војната на Путин. Руската нелегална војна во Украина продолжува да се смрт и страдања секој ден, како што зимата се засилува, Русија бомбардира енергетската инфраструктура во Украина. Се обидуваат да ги замрзнат и изгладнат украинците. Путин ја користи зимата како оружје. Не смееме да му дозволиме да победи и НАТО нема да биде дел од конфликтот. Нема да бидеме вовлечени во војната на Путин, изјави Столтенберг. Додаде дека ако Путин победи, тоа само ќе ги зајакне авторитарните лидери да користат сила за да ги постигнат своите цели. Експлозија и пожар имало во турското пристаниште Самсун. Пожарникарите се натерени се обидуваат да го стават под контрола пожарот, јавуваат турските медиуми. Експлозијата се случила во складиште за нафта. Причините и обемот за експлозијата се уште не се познати. Посетители се собираат да видат како тече лавата од Мауна Лоа на Хаваите, најголемиот активен вулкан во светот кој еруптираше неделава за прв пат по 1984 година. Бидејќи Агенцијата за управување со вонредни состојби на Хаваите соопшти дека нема знаци дека лавата ќе ги загрози населените области, десетици луѓе, вклучително и семејства со деца, се собираат во близина на вулканот. Вадат столови и торби за кампување и се сместуваат за да ја гледаат спектакуларната ерупција,
локалните уметници и ја насликуваат ерупцијата. Истекувањето на лавата од Мауна Лоа почнува да се забавува, соопштија властите, и останува оддалечена повеќе од 5 километри од блискиот автопат. Обсерваторијата за хавајски вулкани на Американскиот геолошки институт во својот најнов билтен објави дека главниот тек на лавата се движи со брзина од 40 метри на час. Додаваат дека се уште се детектираат сеизмички потреси во областа, што значи дека магмата се уште стигнува до пукнатините, па активноста на вулканот најверојатно ќе продолжи. Тоа е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за довербата. Довидување.